Комите, војводи, чкембари. Денеска во Букурешт пристигнуваат најголемиот дел од македонските навивачки групи. Сепак, овде и не се делиме на навивачки групи. Овде сме сите под едно знаме и ја представуваме фалангата. Со дечково на локалов се запознаме, пошто е забрането да се организираат фан зони и го прашавме дали може да си го направиме као собиралиште на македонските навивачи, без проблем се договоривме и тука ќе ни биде собиралиште. Дистрикт 42 македонци повелете. Тука ќе се дружиме заедно да дадиме позитивна енергија, да им пратиме на нашите фудбалери за позитивен резултат. Утре од 12 саат некаде да почнеме тука, за да има време до кај 3-4, пошто од 4 веќе ќе треба да почне да се оди на стадион, да се запазиме сите протоколи и редот, да биде стварно солидно организирано, без никакви проблеми. В Холандија, ако има забрана, нека има само на стадион, не знам дали ќе влеземе. Ние нема да ги оставиме фудбалерите сами. Толку поздрав до цела репрезентација, не ги оставаме. Значи ќе ги будрите макар и пред стадион. Тука ќе бидеме до завршувањето на надпреварот со Украина, а после тоа се спремаме пат поднозе и за Амстердам. Моментално се чувствуваме прекрасно. Можеме да препорачаме дека нема ништо што да изгубиме, можеме само да победиме. Само победа за Македонија. Македонија. Со колку резултат? 4-0. Покажа дека се најдобрата генерација. Овие дечки покажаа дека немаат преголем респект против противниците. Победиме во недела. Сега Македонија 2-0 од Австрија. Што би им порачале на нашите фудбалери пред натпревар? Храбро од срце и победата е наша. Испласираме, идеме понатаму. Победа. Јас сакам да победи многу. Да, 2-1. 3-1 за Македонија. Што би им порачале на нашите фудбалери? Да играат машки со срце за Македонија. 2-0 за Македонија. Што би им порачале на нашите фудбалери? Па само напред, храбро, нема што да изгубиме. Македонија сигурно. Hey, I think that Macedonија. Мислам дека Македонија ќе победи. Македонија Австрија 3-0. Македонија 3, Австрија 0. Македонија се разбира. Македонија.